Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е историчарот Петар Тодоров од Институтот за национална историја и член на заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања. Досега имавте еден состанок на комисијата во Софија. Господине Тодоров, што всушност работи комисијата? Работата на комисија представува диалог во кој двете страни ги представуваат своите гледишта и си кажуваат едни на други што е тоа што им пречи во учебниците по историја. Комисијата по историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија треба да работи на лоцирање на толкувањата во учебниците кои се засновани на националистички, шовинистички предрасуди и кои се извор на конфликт помеѓу двете држави и двата народи. Оваа комисија не е прва во овој век и на овој свет. Такви комисии се формираат уште од почетокот на 20-тиот век. Не е ни прв пат македонски и бугарски историчари да работат и да разговараат меѓусебно за темите кои се сметат како болни теми во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Дури противниците помеѓу историчарите на договорот и работата на комисијата во минатите времиња работеле во заеднички проекти за заеднички проекти со бугарските колеги за создавање на заеднички расказ, историски расказ кој треба да ги надмине конфликтите и кој треба да состави расказ кој е директно спротивен на националните наративи. Ако добро ве разбирам, комисијата е претежно концентрирана на содржината на учебниците по историја во Македонија и во Бугарија. Комисијата нема мандат да им кажува на историчарите како да работат и како да ја пишуваат историјата. Историчарите и во Македонија и во Бугарија ќе продолжат да работат и да пишуваат историја онака како што досега работеле и онака како што знаат во својот општествен контекст, во својот политички контекст. Работата на комисијата е исклучиво насочена кон учебниците и наставните програми по историја, по географија, по литература. Оние предмети каде што наоѓаме точки или толкувања кои предизвикуваат конфликт помеѓу двете држави и двете народи. Има ли некаква временска рамка, динамика на работа, кога треба да се заврши одреден дел од работата, кога треба да заврши целосно работата на комисијата? Динамиката ја утврдуваат самите членови на комисијата на состаноците, на нивните средби. Праксата, европски и светска, покажува дека комисиите немаат одреден рок, ниту пак оваа комисија има и е даден рок до кога треба да ја заврши својата работа. Искуството во Европа и во светот покажува дека овие комисии знаат да работат доста долго, понекогаш и повеќе од 10 години. Не е целта, по моје мислење, не е да се даде што побрзо резултат, туку да се работи поквалитетно, да се утврдат точките кои предизвикуваат проблем и тие да се наменат. Доколку е потребно повеќе од 5 години, да, мислам дека ќе треба да работиме повеќе од 5 години. Но не можеме да кажеме во оваа фаза колку точно и колку време ќе работи комисијата. Кој треба да биде крајниот резултат од работата на комисијата меѓу Македонија и Бугарија? Останува на сите нас во Бугарија и во Македонија да видиме кој ќе биде крајниот резултат од работата на комисијата. Но доколку се следат позитивните европски и светски искуства, работите на комисиите помагаат во надминување на конфликтите кои постојат помеѓу две држави и два народи. Но треба да се знае и треба да се земе во предвид дека надминувањето конфликт не може да се остави само на комисијата, тоа е еден многу посложен процес, но секако работата на комисијата ќе помогне во надминување на тие конфликти. Господине Тодоров, ќе пишува ли во македонските учебници историја по бугарски терк, како што има обвинувања во дел од јавноста? Не, во македонските учебници нема да пише историја по бугарски терк, во македонските учебници ќе пише историја по македонски терк. Но каков ќе биде тој македонски терк зависи од авторите на идните автори на учебниците по историја. Но она што е важно е новите учебници, доколку сакаме да ги надминуваме конфликтите, новите учебници ќе треба да го следат и да се пишуваат во насока на градење на долготрен и одржлив мир, тоест кон педагогија на мирот и кон развивање на критичко мислење кај учениците. Нешто што денеска
учебниците во Македонија, но и во регионот, не го наоѓаме. Еве, например, ке треба ли од македонските учебници да се извади делот со бугарската окупација за време на Втората светска војна? Се разбира дека никој не може и нема ни право да брише одредени настани од минатото и дека окупацијата бугарска на територијата на денешна Република Македонија ќе си остане, но сепак тоа зависи од идните автори на учебниците како ќе пишуваат таа историја и како ќе го толкуваат тој историски настан. Станува збор за окупација, правно гледано тоа е окупација. Но многу е важно кога се користат термините да не се толкуваат со емотивни набои кои би предизвикувале потоа одредени конфликти. Илинденското востание деновиве предизвика искричања меѓу политичарите во Македонија и во Бугарија. Како историчар гледате на ова? Како историчар бим порачал на политичарите од двете земји да не им слугуваат, да не робуваат на националистите и на нивните изјави и заблуди. Но како член на комисијата би порачал на политичарите од двете страни дека за успешна работа на една комисија потребен е консензус на елитите во општеството. Доколку тој консензус не постои, не можеме и многу е тешко да очекуваме успешна работа или да очекуваме дека комисијата по историски образовни прашања ќе даде резултат. Доколку се продолжи со ваков тип на изјави кои се одлика на минатите времиња и кои предизвикуваа конфликти, тогаш сметам како член на комисијата дека воопшто не требаше ни да се формира комисијата. Постојат стравувања и дека Македонија ќе треба да се откаже од голем дел од историјата поврзана со внатрешно македонската револуционерна организација. Ќе се случи ли ова? Комисијата за историски образовни прашања не е таа која им кажува на историчарите што треба да пишуваат. Историјата и историчарите ќе продолжат да си работат онако како што работеле до сега. И ќе сносат одговорноста за својата работа во општеството. Така што стравувањата за тоа дека Македонија ќе се откажува од одредена историја за мене се неосновани. Има ли Македонија заедничка историја со Бугарија? Во јавноста често од страна на политичарите и историчарите се користи терминот заедничка историја. При тоа имам впечаток дека тој термин се користи по потреба на политичкиот интерес на тој или таа кој го користи терминот заедничка историја. По правило, кога академска дефиниција, кога за одреден концепт во историјата како што е заедничка историја, се потребуваат академски дефиниции и националистички дефиниции, доаѓа до краток спој. Заедничка историја не подразбира един народ, две држави. Заедничка историја Македонија и Бугарија имаат, и тоа е историјата која припаѓа на историјата на Османлиската империја. Тоа е исто така Македонија и Србија имаат заедничка историја од 1912 до 1991 година во рамките на Југославија. Но Македонија и Бугарија имаат и преплетена историја. Тоа е еден друг концепт во историографијата кој се користи. Преплетена историја подразбира дека нациите, империите, цивилизациите, ако сакаме и комунизмот и капитализмот, не се исклучиви и ексклузивни категории на историографијата. Напротив, тие настануваат со меѓусебна интеракција. И денеска нема историја што не е преплетена историја. Господине Тодоров, како историчар, претпоставувам сте го прочитале договорот со Грција и во него се предвидени некаков тип на заеднички комисии. Кои обврски произлегуваат за Македонија од него? Лично сметам дека договорот со Грција и членот кој се однесува на формирањето на комисија заедничка помеѓу Македонија и Грција многу подобро дефиниран и многу подобро е дефинира идната работа на таа комисија. Главно работата на комисијата со Грција ќе биде исто како и она со Бугарија. Тоа ќе представува диалог во која двете страни ќе треба да си кажат работите кои им пречат во учебниците по историја. И се надевам, како и за бугарската комисија, така и за комисијата со Грција, дека таа ќе придонесе во надминување на конфликтот кој Македонија го имаат со Грција. Политичарите често ја користат историјата во своите говори. Како историчар гледате на ова? Како историчар гледам многу лошо. Често историчарите, политичарите во недостаток на
конкретни политики и на конструктивни политики се фаќаат за историјата со цел да се легитимираат себе си или за да дојдат на власт. И често таа политика доведувала до сериозни последици во општеството, до војни, до конфликти внатре во рамките на едно општество, но и до конфликти помеѓу држави. Тука би сакал да искористам еден пример од неодамнешното минато, кога во 70-тите години Југославија и Бугарија преговарале во врска со македонското прашање. И на тие политички средби често се разговарало за историската вистина, се разговарало за етничката припадност на личности од средниот век. На едно од тие средби, во кој се расправало за етничката припадност на цар Самуил, југословенскиот црногорски комунист Вејко Влаховиќ изјавил дека се сплашам дека ќе ни се за 50 години ќе ни се смеат за што зборувам. Мене ми е жал што денеска ние не можеме да се смееме на овие зборови на Вејко Влаховиќ. Ние се уште тапкаме во место и се уште сме на истото ниво. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и јас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.